U ime na Otca i Sina i Svetega Duha. Amin. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, заради се што се случува во овој свет во кој што живееме и чија судбина е практично судбината на човекот. Не е светот тој што влијае врз човекот, туку човекот е тој што ја определува собствената судбина и определувајќи ја собствена судбина, му ја определува судбата на свет. Севкупната атмосфера во која што сега се живее, ни изгледа напати несериозна, наивна, дури трагикомична. И секој од нас има некакви аргументи врз кои што се подпира, создавајќи го тоа чувство и таквиот свој однос кон актуелните состојби во светот. Но последно во завршно Евангелие, кое што е во некоја рака еден вид рекапитулација на сите настани во текот на ова седмица, во многу ја содржи атмосферата во која што ние живееме. И читајќи го ова Евангелие, напросто ја доживувам и ја оплакувам својата собствена судбина, оплакувајќи го нашиот Господ и Спасител Христос од нас луѓето распнат, убиен и погребен. И денеска слично сценарио се случува. Светите цркви Божии се заклучени. Не смее да се принесува молитва, не смеат очите рисјански солзи да пуштат, туку ни се препорачува затворени дома, пазите. И тоа ни го кажува не само епископите, туку и водечките политички личности, дека е најдобро за нашата вера и за нивното умножување да се заклучиме дом, да не излегуваме од нашите дома. А светите храмови, кои што се соградени од народот Божи, за народот Божи, водим да се собира и да го слави својот живот одавец, се заклучи. Вчерашниот и денешниот ден, за среќа наша, се отвори. Иако времето е на некој чуден начин isprogramирано и артикулирано, но ние по мудроста Божја во тоа допуштено време, надвор од полицискиот час, наоѓаме да го славиме Христа распнатиот, Христа убиениот, Христа погребениот. И затоа мене ми се чини барем никогаш по-живо доживување на овие тажни дни и настани не сум имал отколку во оваа година. И Господ милостив да ни ја даде неговата божествена љубов, да не обскрби со неговото божествено долготрпение и со неговото бескрајно смирение. Сценаристите на ваквиот живот да ги вразуми Господ и да ги спаси. Така личевме ние, ке личевме ли на христијани,
ако помислувахме реванш за кого бил, во главата на православните християни има само љубов. И во неја, во таа глава вирее само една единствена идеја. Идејата за спасението на сиот свет и на сите луѓе. Токму за неја Христос Господ го даде животот свој. На светата проскомидија православниот свештеник, принесувајќи ја безцрвната жртва, ги кажува токму тие зборови: умре за живот на светот. Тој умре за да живее светот. А во неговата смрт умре смртта на светот и на човекот. И сето тоа ние, сите овие денови го славаме. Веќе утре, почитувани браќи и сестри, е велика сабота, голем ден. Од утре почнува воскресението Христа. Тој кој што 3 дена почива во гроб, во петокот, во саботата и во неделата, рано утрото, воскреснува. Но што се случува утре? Слушајќи ги црковните поетски творби, читани и пеени на сите литургиски настани, врзани за овие дни, ги слушаме следниве прекрасни мисли. Со телото Господ лежеше, почиваше во гробот. Со душата своја пак, со душата своја, Христос слезе во адот. Во тие простори, вон историски недетерминиран, каде што целото човештво пред Христа или до Христа Господа чека да го познае вистинскиот Бог, освен кого што за друг Бог не знаеме, бидејќи го нема. И сите богови, делкани во камен и во дрво, на фотографии или на филм создавани, се лажни богови. Еден неуспешен, пробашен обид на човекот, себе саме да се промовира за Бог место Бога. И сега гледајте, Христос со душата слегува во адот. А во адот се среќава со најумните луѓе на класичниот свет и век. Со Буда, со Конфуций, со Платон, со Аристотел, со сите умни луѓе што го задолжија човештвото, изразувајќи ја надежта, но и копнежот на сето човештво да го познае Бога вистинскиот, дародавецот на животот и Спасителот наш. Таа средба со нив се случи на велика сабота. И целото човештво, после таа средба, до Христа и пред Христа, тргна по Христа. Како го знаеме тоа? Од прекрасната ликовна представа на велика сабота во познатата Цариградска црква. По-турски сега се вика Кахри џамија, бидејќи таа е претворена во џамија. Некогашниот
poznat manastir Hora. Ктиторско дело на големиот византинец од Цариград, големиот философ, естета и дипломата Теодор Метохит. Во олтарската апсида од западниот екзонарцец е насликана композицијата Воскресение Христово. На тој начин што Христос е целиот во надсветлосна светлина облечен. Она иста светлина што Христос им ја покажа на светите апостоли на гората Тавос. И им ги подава рацете своји, десната и левата своја рака на нашите првородители, прататкото наша Дана и прамајката наша Ева. А зад нив стојат сите народи и племиња, изродени од нив, бидејќи Адам и Ева се родителите на целото човештво. Господ ги извлекува првородителите, а првородителите сите од нив родени до Христа Господ. Тоа се случува на Велика сабота, драги мои. Но токму утре ние ќе бидеме заклучени. И ще уште потрагични, ќе останеме заклучени и во денот кога Христос ја извојува победата над смртта, во денот на сите дни, во денот за кој што ние православните христијани, а и секој друг човек треба да живее и живее. Светата Пасха, Господ. Еве зошто се молевме. Господ да ни дари долготрпение, кроткост, смирение, изобилие на љубов и да ни го изостри дарот на проштевање. Зашто овие дни поинаку не смеа да се помни. За радоста од Светата Пасха Господња да извира од нашите срца и да му се дава на светот во кој што живееме. Отец Александар Швейман на едно место правилно забележува: ни зидовите на храмот не можат да го спречат ширењето на таа радост. Но таа радост ќе се случи и во нашите семејни дома, под услови по кои што сме присилени да живееме. Зашто еден ден, денот на сите дни, не може да биде причина за никакви неволи, за никого, и не особено за човештвото во неговата севкупност. Христос Бог, да и Бог, Богот на мирот, Богот на љубовта, изворот на секое добро, да испроси духовна сила и да ни го засили дарот на проштевање, за да можеме овие дни на големи искушенија да ги поминиме исполнети со радост небеска и со секое добро. Амин. За многу години.